Еве се враќаме во Дневникот Плюс, зборуваме за актуелната политичка состојба во земјава, аферата со прислушувањето, односно аферата Пуч, каква разрешница ќе има, правна, политичка, што ќе биде конечниот исход на целата оваа ситуација во земјава. Со мене во студиото се Стефче Акимовски, лидерот на ГРОМ, и Петар Арсовски, аналитичар. Добро дојдовте во Дневникот Плюс на Канал 5 и веднаш да почнеме со прашањето: каква би била разрешницата, господине Акимовски? Што мислите вие? Правна, политичка? Прво правна, па потоа политичка или како? Јас сум длабоко убеден дека мора да има правна разврска, бидејќи оваа држава е и правна држава и за секој што се огрешил од законот мора да сноси последици согласно уставниот поредок на оваа држава. Во исто време сметам дека мора да има и морално-политичка одговорност. Ќе се види колку тоа ќе биде во делот на представниците на власта, но во исто време мора да има морално-политичка одговорност и кај представниците на опозицијата. Така. Што мислите вие, господин Арсов? Видите, се согласувам дека е потребна и правна и политичка разврска. Секако треба случајот да се расчисти до крај. Проблемот со видот на разрешниците е што и во делот на правниот поредок и во делот на политичкиот поредок и имаме проблем со недостаток на доверба во институцијата. Јас сега не прејудицирам кој од која страна е виновен или кој од која страна се огрешил, но факт е дека целата оваа политичка криза создава една недоверба кон воопшто политичката ситуација и кон институциите на системот. И мислам дека таму ќе биде потребен засилен мониторинг, што домашен, што странски, за да може... почна таков еден вид на мониторинг, почеток на мониторинг во Брисел, еве и денеска и утре ќе се состанат, ќе се сретнат сите наши политички представници на нашите политички партии за да разговараат за се она што се случува во државата. Ќе има ли начин оние кои што се одговорни, како да ги кажам, еврокомесарите и другите кои што се загрижени за состојбата во Македонија, да ги натераат да седнат на иста маса Груевски и Заев во ваква политичка состојба? Или пак пред тоа ќе треба да има и судска разрешница на целиот овој случај? Мислам дека тие два процеса ќе одат паралелно. Дури моето мислење е дека политичката разврска ќе претходи на судската, бидејќи во моментот судскиот процес е политичко средство, односно така се третира во државата. Точно е дека европските представници мора да се вклучат на поинтензивен начин во тоа, но мислам дека мора да се разговара малку и за форматот. Не е доволно од таму, мора да биде тука и малку посериозно и мора форматот да биде таков да не заврши како проблемот со 24-ти, бидејќи на крајот ние гледаме дека оставени сами на себе и само на собствената политичка волја, немаме некако политичка волја да ги истераме работите до крај, така што мислам дека тој мониторинг ќе мора да потрае малку посериозно време, инаку се согласувам, тој чекора вистински правец. Така. Акимовски, да ве прашам нешто што се случуваше во текот на овие неколку изминати недели во врска со протестите. Значи имаме, сведоци сме, секојдневно има некакви протести на незадоволни овие, незадоволни тие граѓани. Дури имаше повик од општинската организација на СДСМ Карпош да се приклучат кон протестите, не е битно веќе на кој, и таму се појавија релативно мал број луѓе. Што мислите за тоа? Дали членството на СДСМ не може веќе да ги следи, не може да им даде поддршка на тие своји активности? Прво вак, сакам малце се вратам на претходното прашање. Опозицијата има право и секогаш што ќе го користи да она секогаш кога ќе биде соочена со законот и со уставот во оваа држава да тврди дека не верува во институциите на државата. Но ние тоа не можеме и не смееме да го дозволиме. Впрочем, рече дека им верува на обвинителите, дека смета дека Заев верувате вака, не постои недела каде што Заев нема да направи гаф. Прво ќе каже дека не им верува на институциите, па ќе отиде ќе однесе кривична пријава, па ќе каже дека им верува, па значи зависи во каква ситуација е. Значи ние не можеме да правиме преседан. Тогаш секоја опозиција која ќе биде соочена со кривична постапка, ќе се повикува на тоа дека не верува во институциите на системот. И секогаш ние ќе повикуваме некој странство нас да ни посредува, односно како што вели господинот Петар, да правната разврска биде алатка на политичката разврска во државата. Мислам дека тоа е апсолутно недозволиво. Сега
очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕВ премногу ги подигна очекувањата на граѓаните, дека ги слушнат многу нешто спектакуларно од типот на злоупотреба на пари, од типот на расветлување на убиства, од типот на дилање на дрога, односно трговија со дрога, местење на тендери и така натаму и така натаму. Од сето тоа апсолутно нема ништо. Најавија дека тоа ќе трае 45 дена, сега не може, се гледа дека ефектот не се остварува, не може да го покренат народот, своето членство и така натаму, и сега тоа се продолжува, се влегува во една агонија, а таа агонија, ајде ќе правиме протести ваму, ќе правиме протести таму, се користат разни форми, значи тоа е веќе видено сценарио кој што јасно дека не може да даде резултати. На власт не можеш да дојдеш со уцени и со воерство. На власт можеш да дојдеш само ако имаш подобар политички или пак економски програм. Во оваа ситуација ние имаме сериозен проблем со изворот на овие информации, со кредибилитетот на овој извор. Вие сами сега кажавте, ние имаме досега 5 работи што се кажани од тој извор, односно господинот Заев кажано едно, па потоа кажано друго и така натаму. Тој е единствен политичар во Република Македонија кој што е аболициран. И ние сега збориме за кредибилност на целиот овој процес што ние сега го гледаме. И целиот се ова се сведува на некакви разговори на представници од власта. Што мислите, зошто нема барем еден кус разговор на некој представник од опозицијата? Сигурно и тие биле прислушкувани. Ако се овие, тогаш се и тие, нели? Јас верувам дека во материјалите има разговори од опозицијата. Да. И не излего дури во истрагата, еве во материјалите кај Верушевски, дознавме дека во истрагата имало и сочни разговори, например меѓу Црвенковски со Савова контра Шекеринска. Тие, еве, не се објавени, нема ни да се објават, верувам, нели? Не очекувам дека опозицијата ќе ги објави разговорите кои се однесуваат на неа, како што не очекувам власта само иницијативно да потегне истрага за содржината на тие документи. Значи не можеме да коментираме сега политичка стратегија на двата големи политички опоненти и да очекуваме дека тие самите ќе направат некаква стратегија која не би одела во нивна полза. Што се однесува до разврската, мислам дека е апсолутно важно да се истражи изворот и кредибилитетот на тие информации и на наводите кои се изнесени јавно, но исто така мислам дека правната разврска не треба да заврши таму. Мислам дека истовремено треба да продолжи и на содржината и на наводите кои содржината на тие материјали ги изнесува. Од друга страна се согласувам дека некаква институционална разврска е потребна, но вие не можете да ги внесете институциите во некаква институционална разврска кога се тие главни хотлайнери во материјалите кои се изнесени. Тешко ќе биде за луѓето да имаат доверба во нив. Јас не преюдицирам дека некој од нив е навистина виновен или не, но тешко ќе биде за јавноста да имаат доверба во тие институции кога се тие главни актери во содржината на материјалите кои се појавуваат. Еве да зборуваме на пример што се случи во Турција. Ердоган 28 лица за кои што имаше докази дека го прислушкувале, сите 28 добија доживотен затвор. Слично се случи. Дури и американскиот амбасадор беше протеран, па потоа го заменуваше амбасадор што дојде во Македонија, господинот Джейс Бейли, беше вршител на должност скоро година дена, додека не се разреши целиот тој случај. Тоа беше огромна афера во Турција. Меѓутоа, не се слушна воопшто никаква содржина на тие разговори. Кај нас се пуштат најнормално содржини и се прогласуваат дека се вистините. Ќе повторам, мислам дека веродостојноста на тие материјали треба да се истражи, исто како и нивната содржина. Кога веќе се протечени материјали, бидејќи имавме некаков обид материјалите да не се објават, мислам дека во првата фаза на целата криза имаше некаков обид и од Груевски и од Заев да се преговорите да завршат без материјалите воопшто да се објават. Откако тоа пропадна, мислам дека сме веќе во една фаза во која духот е излезен од чишето. И ние сега мора да се занимаваме со изворот на тие материјали, но и со нивната содржина и мора да погледнеме дали институциите кои се инкриминирани, ако се инкриминирани во тие материјали, имаат легитимитет истите да ги истражат. Што мислите вие, господине Јакимовски, заради тоа што еве можеме да зборуваме дури и за правната разврска, но дали може да зборуваме правна разврска, политичка разврска без Заев, заради тоа што Пендаровски самиот рече дека не сака лидер на политичка партија кој што има криминално досие. Тоа значи некако дека го прескокнуваат Заев, го остават овде за да ја понесе целата одговорност, целата тежина на овој случај со прислушувањето со кој што сака да дојде на власт, а потоа власта да ја земе некој друг? Вака, далеку е од тоа некој дека ќе ја земе власта.
Од тамо сме многу далеку. Власта во партијата, велам. Во партијата тоа си е друго прашање. Значи, кога збориме многу далеку од власта, тоа значи со многу о. Има многу предиспозиции за да се дојде до власта. Јас сум длабоко убеден дека не најдоа најсоодветен начин да се справат со целата ситуација и со материјалите кои што тие ги поседуваат и дека во оваа конкретна ситуација ние веќе завлегуваме секојдневно во подлабок и подлабок криминал и во подлабоко и подлабоко кршење на законски прописи на Република Македонија и сегде во светот. Кажете ми, дали Асанж или Викиликс преговара со некого во неговата држава? Каде тоа во светот има со шпионите и со луѓе што се огрешиле од законот, што прават криминал да се преговара? Се знае како се постапува. Шпионите секаде прво се апсат, па потоа се прават истрагите. Ова што го правиме ние е обичен циркус, правиме огромна штета на Република Македонија, си правиме штета на самите себе. Некој кажува дека институциите на оваа држава не вреда за ништо, а истиот тој се бори за да ги освои тие институции за кои што вели дека не вреда за ништо. Се девалвира државата, ако некој е девалвиран кој што постои во тие институции, меѓутоа тој не е таа цела институција, тие институции брои многу луѓе и од друга страна тие институции функционираат врз основа на законски прописи и врз основа на луѓе пресони кои што постојат во тие институции. Наједноставно ние да кажеме дека некој нема кредибилитет и тоа не може да. И ние во секогаш ќе правиме преседан и кога нешто ќе имаме конфликт ќе ги викаме од странство да ни ги разрешуваат проблемите. Денес ќе ВМРО ДПМН на власт, утре ќе биде некој друг на власт и секогаш опозицијата ќе баре некој странство и оваа држава каква држава ќе биде. Впрочем и целиот овој проект е проект со кој што се сака Република Македонија да се стави во некоја вазална состојба, односно да се добие во Република Македонија марионетска влада за да се остварат целите кои што ги планираат оние значи кои што се наредбодателите на странските служби кои што ова го побарале од извршителите со цел да се инсталира марионетска влада во Република Македонија и потоа да се добијат целите за кои што тие и практично се изнајмени да го прават. И според мојот длабоко убедување, значи нема преговори никакви со оние што се огрешиле од законот и втората многу битна работа, никаде во светот со шпиони не се преговара. А овде имаме класична шпионска афера со која што нанесува тешки последици врз службата за државна безбедност на Република Македонија. Сега вака да ви кажам. Телефонот е средство за работа на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тој има 100.000 разговори. Од тие 100.000 разговори сигурно има 100 кои што не се однесуваат на работата на службата. Меѓутоа, овие луѓе што денеска ги гледаме пред камерите што стојат и даваат снимени материјали пред јавноста, тие ги слушаат сите тие материјали кои што се однесуваат на безбедноста на државата. Има ли таму разговори кои што се од највисок ранг безбедност на оваа држава, државни тајни за кои што се разговори така натаму? Кој тоа не тебе во светот ќе ти го дозволи ти да ги имаш разговорите на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, на премиерот кој што управува со највисоки државни тајни, ти тоа да го следиш нормално, да го преслушуваш, да го селектираш и да можеш да го пуштиш кога сакаш и каде сакаш. Нигде тоа во светот не е дозволено. И се знае нешто да велиш дека тој самиот си се прислушал. Што мислите вие за се тоа? Гледате, мислам дека е безпредметно во оваа ситуација да влегуваме во политичка памфлетизација на ситуацијата. Очигледен е наративот на власта и тој е дека прислушувале странски служби. Ние не знаеме тоа. Треба да се провери во постапка. Мене ми изгледа таа приказка малку наивна. Ама еве го и човекот кој што е осуден на 3 години во вонсудска има судска правосилна пресуда, вонсудски на 3 години. Тој признал дека станува збор за странски служби, земал пари од странски служби, имал наредба да работи за странски служби и така натаму. Има цело признание, односно цела пресуда. Па видете, тука има два проблема. Првото е човекот ако го држите доволно долго во притвор, може и да ви признае дека го убил Кенеди. Кратко беше, колку? Имаше недела 2 во притвор, така? Тоа е прво, а второ, еве да претпоставиме дека се странски служби во прашање, што не е невозможно. Тогаш се соочуваме со дилемата дали сегашната инсталација е криминална или неспособна. Бидејќи не е во редни странски служби да ви го пробијат системот. Бидејќи очигледно по признанието негово дека се снимало барем со опрема на сегашното МВР. Но не е во крајна линија, знаете како, ние мора да расчистиме дека сме во сериозна политичка криза. Да беше толку едноставна работата и да немаше никаква индиција дека се злоупотребени институциите. До сега Заев ќе беше во затвор, судската пресуда ќе беше завршена и ние теравме понатака како ништо не се случува. Не ли ви е чудно зашто Заев, например, не е во затвор? Тоа треба да го прашате обвинителот и
судовите. Јас мислам дека е тоа индикативно за некакво навестување на политички диалог, дека не е баш сосема чиста ситуацијата од таа страна. Но инсистирање на наративот дека не се виновни оние кои се огрешиле од законот, какви што се наводите во снимките, туку се виновни оние што ги фатиле, не наводи до отварање на суштински политички диалог и на реституција на нормалната демократија во државата. Ние мора да се занимаваме и со едното и со другото. Не можеме да поради дури да е спорен изворот на информациите, тоа не може да ги абстрахира одговорните за наводите кои се внатре. И второто е, јас не верувам дека ние можеме, без оглед на тоа кој што би сакал, дека можеме политичката разрешница да ја истераме низ институциите вакви какви што се сега. Зошто не верувате? И самиот Заев кажа пред обвинителството дека најголемиот број обвинители се честни луѓе кои што можат да истерат до крај целата оваа работа. Само на 3 години затвор е осуден човек кој што реално, според нашиот закон, да не беше вон судската спогодба, односно новиот начин во законот за кривична постапка, ќе имаше и 10-15 години затвор сигурно. А тој доби само 3 за шпионажа и за уште едно тешко кривично дело. Не верувам дека во нашите институции може да се разрешат вакви како што се овие наводи од две причини. Првата е затоа што самите институции се вмешани во наводите кои се објавени. И се актери значи не може сам себе да се истражува јавниот обвинител или било кој. Значи тоа е првата причина, а втората причина е дека со целата политичка криза довербата на јавноста кон тие институции е нарушена. Видете, вие ако имате дури суд кој ќе објави некоја пресуда на која никој не и верува, тој суд по себе нема легитимитет понатака да работи. Така што мислам дека дали сега треба меѓународен суд да доаѓа за да им суди на шпиони што се занимавале што шпионажа во Македонија, тоа сакате да кажете? Не, мислам дека значи меѓународен суд ако нашите судови не се способни, нашето обвинителство не е способно, како тоа? Видите, нашите политички партии не беа способни да се договорат како ќе се разреши кризата од 24 декември. Така, ние веќе неколку пати сме покажале дека оставени сами на себе политичкиот диалог не закажува. Едно од најтешките кривични дела за кои што е предвидена највисоката казна до 15 години затвор. Поред се работи, видите, во целата оваа афера. Нема едно, туку има повеќе кривични дела. Јас се согласувам тука дека со оние кои ќе се покаже дека во наводите на документите направиле или се обиделе да направат кривично дело, дека со нив понатака не треба да се разговара. Но мислам дека е потребно да разгледаме со некаков меѓународен мониторинг да се расчисти случајот во правна смисла и за изворот и за наводите на материјалите, и мислам дека институциите во овој момент немаат легитимитет да го направат. Се извинувам. Прво за 24 декември разрешница имаше, се отиде на локални избори, СДСМ дебело ги изгуби тие избори, што значи дека барањето за предвремени парламентарни избори им се базиране на нереални очекувања. Потоа имаме предвремени парламентарни избори, минатата година повторно Социјалдемократскиот сојуз ги губи, тоа со 200.000 гласа разлика, и ние викаме дека никако немаме политичка разврска. Како немаме политичка разврска, имаме едни избори и имаме втори избори каде што дебело се губи со 200.000 гласа разлика. Ние денеска имаме признание од притворен во учесникот на оваа афера со судска завршница, правосилна пресуда, и ние викаме не знаеме кој прислушкувал. Како може да не знаеме кога човекот си признал? Кој си признал, јавноста треба да знае. Денеска нема физичко малтретирање во истражната постапка. Значи се носат докази, еден доказ, 2, 3, 5, 10 и така натаму, соочен со доказите, си ги консултираш фино и лепо адвокатите ти кажуваат што те следува согласно доказите што ги имаш, ти предлагаат решение кое што можеш да го искористиш, а тоа е да се договориш со обвинителот, ако си го признаеш делото, за да евентуално се прифати поблага казна, за да не се лежи во овој случај над 15 години затвор. Значи, работата е јасна како ден. Колку што имам сознанија дека и второто лице си го признава делото, што значи дека ние во тој дел, од каде е изворот, каде е нарачателот на ова прислушкување, имаме потполно документиран податок
за тоа кој тоа го правил. И јас сум длабоко убеден дека ова судска развртка се води по сите стандарди на Европската Унија, онака како што треба да се води, и јас сум убеден дека веројатно од сослушувањата и така натаму има и аудио и видео снимки, што јасно веројатно јавноста очекувам дека еден ден ќе може да види целокупното судење и да се слушне точно кој е нарачател и така натаму. И мислам дека некоректно од сите нас е да велиме ние не знаеме кој ја нарачувал прислушкувањето, а ја ми признание од човекот. На човекот не е малтретиран, не е ова 41 година да му ги вадат ноктите и така натаму, туку соочен со доказите, не затоа што толку сакал он да признае, меѓутоа докази кога се извадени, најден материјал за прислушкување, кај него најдени се пари, најдени се други докази и така натаму, и јасно дека соочен со доказите не му престанува ништо друго освен да се ја признае вината. Така. Господине Јакимовски, останавте должни некако на јавноста, два пати го повикувате Заев да каже, односно да објави што сте разговарале со него во очи локалните избори, тогаш кога вие решивте да излезете на тие избори. Социјалдемократскиот сојуз ми пишува транспарентни: Јакимовски ќе те удри бомбата, тик-так, тик-так. Тоа многу често го користат, сметајќи дека... Не, предходно, пред да објават, сметајќи дека ќе ме уплашат. Сакам да кажам дека треба да си знаат дека оној што ова нечесна работа ја прави со објавување на приватни разговори, пазите, ова се приватни разговори, неофицијални. Заев правеше тешки гафови на официјални разговори. Значи тешки гафови од типот ке јадеме живи луѓе, од типот ке виткаме кичма и така натаму, на официјални разговори. Најстрашно е што вие како политичар кога зборувате, што ќе кажете на официјален разговор. Друго се приватните разговори. Тоа е нешто сосема друго. Сега, јавноста и Социјалдемократскиот сојуз исто така треба да знаат кој е Заев. Во разговорите со своите колеги, своите пријатели, своите другари, своите бизнис партнери и така натаму, еден од тие колеги партиски со кои што разговарал, сум и јас, му го посочувам точно и денот и часот кога сме разговарале, му ја кажам кога ми ја пратил пораката, нека ја објави да се види јавноста и Социјалдемократскиот сојуз исто кој е лидерот, кој ги води и што он исто така мислел за Социјалдемократскиот сојуз и се тоа што се случува во Социјалдемократскиот сојуз. Ние цело време кажуваме дека се прислушкувани опозицијата, дека таа е жртва на ова прислушкување, а цело време се пуштаат снимки од директорот на Управа за безбедност и контраразузнавање, од премиерот, од министри и така натаму, а господинот Зоран Заев себе се дава како разговара со ќерката. Извинете, ама со децата сите фино разговараме. Дај да се слушнеме, бидејќи овој народ утре треба да излеземе на избори еден ден. Треба да не гласа и треба да не види сите какви сме. И тоа ќе биде многу коректно ако се објави, значи јас ништо лош разговор со мене, значи таму ќе ме слушнат и мене ќе го слушнат и господинот Зоран Заев. Ќе ја видат пораката која што ми ја пратил. Во моменти, не знам, на расстройство или не знам на што, ќе се ја видат пораката и многу едноставно е тоа, не е ништо страшно. Во ред. И пазете, нема да биде ништо фингирано, ништо издвоено од контекст. И втора работа ги повикав да го објават разговорот меѓу Бранко Црвенковски Воден и Сашо Мијалков за што се однесува за обидот да се изманипулираат гласачите, граѓаните на општина Карпош и на општина Центар. Односно да СДСМ си направи коалиција со ВМРО-ДПМН во Карпош, да го подржи ВМРО-ДПМН господинот Андре Петров, а во Центар Андре Женовски, за да видиме кој од опозиција, пазете, не од позиција на власт, од опозиција се обидел да менува волјата на граѓаните на Карпош и на Центар, за да не биде уште појасно кој тоа си имал онлайн врска со господин Сашо Мијалков и со ВМРО-ДПМН и кој е предавник во Социјалдемократскиот сојуз, како што милуваат постојано да кажуваат за мене, да се видат кој цело време ги предавал и кој ги носел во погрешна насока за да дојдат во ваква ситуација во која што се. Арсовски, само накусо пред тие локални избори, вие сметавте дека ќе биде потребно редефинирање, односно ребрендирање на Социјалдемократскиот сојуз. Сметате ли се уште дека треба такво нешто да му се случи да и се случи на опозицијата? Да, мислам дека опозицијата во овој момент со овој наратив, со материјалите, добива некаков простор и позначено влијание во јавноста и дека добива некаква динамика во смисла на диктирање на агендата на денот, но дека има уште многу работа и дека тој простор што го добива треба со нешто да го пополни, со еден посериозен наратив. Сметам дека опозицијата во моментот разговара како Ама која опозиција во светот дошла на власт преку шпиунска афера, односно пуштање на разговори од приватен карактер на оние кои што се на власт?
Има ли такво нешто некаде? И дали тоа ќе биде доволно да го убеди гласачкото тело да се приклони кон нив? Ти им отвори простор за посериозна политичка борба. Тој простор тие ќе треба да го дополнат. Во најмала рака ќе мора да објаснат како планира да го спроведат своето ветување, ова веќе да не се повтори, значи која им е идејата како да го реформираат безбедносниот систем, за веќе да нема ниту неовластено прислушување, ниту евентуално упади од странски служби, како што велат дека, како што се двата наратива. Кој им е планот за реформа на јавниот сервис, кој им е планот за реформа на другите јавниот обвинител, велат судските реформи и така натаму и така натаму. И тоа е еден наратив, но мислам дека тоа не е наратив за оваа фаза. Во оваа фаза да ја прифатам тезата дека се снимани странски служби. И сите кои биле вклучени во снимањето преку странски служби, еве да речеме да ги ставиме во затвор. Ќе разговараме ли ние потоа за тоа како е рушен Космос? За тоа дали овие 4 луѓе кои се пратени во Охрид, како што вели наводно на снимките, а самата министарка за внатрешни работи, најголемите бараби во МВР, дали против нив има интерна истрага? Да. Дали навистина се печатали лични карти? А дали тоа е извадено од контекст? Дали е извадено од контекст? Дали такво нешто воопшто немало? И тоа да се провери, но не може да обвиниме дека изворот е важен, а содржината е неважна. Тоа е навистина малку наивно. Јас се извинувам. Ве молам многу накусо. Многу накусо. Привршуваме со дебата. Ќе влеземе во ваква практика на докажување со неовластено прислушкување и така ќе се справуваме во политиката, во бизнисот, во секојдневието. Ќе почнеме сите да набавуваме опрема за прислушкување и така ќе почне да функционира оваа држава во секој нејзин сегмент. Така ќе ги рушиме бизнис конкурентите, во стопанството има бизнис конкуренција. Така ќе ги решаваме проблемите со оние со кои што имаме конфликти. Така ли ќе функционираме во делот на политиката? Ако мислите дека преку ова треба да пројдеме така лесно, тоа значи дека ова треба во иднина, ако некој друг биде на власт, исто така ние да се служиме со вакви техники и вакви алатки за да се доаѓа до позиција која што се сака. Од каде ви впечатокот дека јас мислам дека преку ова треба да пројдеме лесно? Значи што сакам да кажам? Цело време ја вртите водата на тоа дека треба да разговараме со држината. Зборуваме за приватни разговори. Значи, кога зборуваме за кредибилитетот на оние со кои што го продуцираат целиот овој случај. Значи, кредибилитетот е постојано на испит. На испит е со тоа што досега имаме најмалку 5 лавирања од првобитните ставови. За тоа, дали е странска служба, дали се домашно загрижени граѓани, за тоа дали веруваме во институциите, дали не веруваме во институциите, дали, не знам, имаме врска со Верушевски, немаме врска со Верушевски, дали го познаваме, дали немаме, дали му имаме купувано, дали не. И така натаму. Значи, цело време ние имаме проблем со луѓето со кои што ова го прават. Ако ние преку ова пројдеме ваков преседан, тогаш отвараме врата и немаме никакво право, тогаш треба да си го внесеме ова во уставот и во нашите законски акти, дека снимањето е дозволено во било каква политичка, економска или било каква борба и тогаш ова треба да биде легално средство и орадие за битка во секој дел од општеството. Ова е недозволиво. Овие последици од овие што ги имаат овие прислушни материјали. Тамо слуша, се гледа кој стигне. Гледам и сам Ибраимовски. Исто така се слуша и така натаму. Последици граѓаните ќе чувствуваат наредни 20 години. Особено на тапет ќе бидат ставени бизнисмените, оние кои што имаат пари за да бидат оценувани со снимките кои што некој ги поседува и така натаму. И повторно кажувам, представниците на власта кои што разговараат за високи државни интереси, некои тие високи државни интереси во моментот ги слуша. Покрај оние кои што сметаат оние дека се недолични, а тоа е недозволиво. И тоа ние како држава не смееме да го дозволиме. Господи, јас ви благодарам.